Добар ден, почитувани гледачи. Без оглед дали денеска го славите денот на влюбените или денот на лозарите, едноставно Свети Валентин и Свети Трифун е убав ден кој што ги обединува или двете работи ги обединува фактор здравје. Добре дојде срдечно и ви посакувам овој четврток да бидете на фреквенцијата на Алфа телевизија, бидејќи освен новата тема 60 секунди фактор здравје, имаме и специјален гостин кој што и денеска специјално дојде од Битола за оваа прилика, почитуваниот субспецијалист доктор Таше Трпчевски, а денешна тема со која што ќе ве анимираме е брачна неплодност. Приватна болница за гинекологија и акушерство, плодност Битола, ви нуди примена на најсовремено инвитро оплодување, замрзнување на јајни клетки, ембриони и машко семе. Ви нуди лекување на брачна неплодност со најнови хируршки техники, лапароскопија и хистероскопија. Плодност Битола, место каде што вашите желби ќе станат реалност. Внатрешната убавина доаѓа одвнатре. Свежа мазна кожа, убави цврсти ногти, густа, здрава коса. За вистинска внатрешна убавина, Мерц специјални држеи. Леле, колку кашташ. Сакаш да останеме дома? Јас така мислам. Тато, земи Проспан, секогаш помага. Проспан, кажете и збогум на кашлицата. Дали, кога и што конкретно сте превземале за своето здравје? Со комплекс Г132, добро здравје, двојна добивка, познатата јапонска формула, произведена во Германија. Комплекс Г132 во сите аптеки, сега достапен и во лента. Со специјалист доктор Таше Трпчевски, кој што е воедно специјалист за гинекологија и акушерство и субспецијалист за стерилитет и инфертилитет. Минатата недела ја започнавме или ги отворивме главните начела и оние запознавања во однос на темата што представува неплодност, а овој четврток ќе ја продолжиме и ќе ја прошириме оваа тема, поточно ќе се задржиме на брачната неплодност. Пред да му посакам срдечно добре дојде на доктор Трпчевски, сакам да споменам дека тој доаѓа од приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство и ИВВ центар за асистирана хумана репродукција плодност од Битола. Докторе, уште еднаш срдечно добре дојде и благодарам што денеска специјално од Битола дојдовте кај нас. Добро ве најдов по втор пат и пријатно попладне. Јас ви посакувам исто така пријатно да се чувствувате. Разговорот ќе следува по 60 секунди фактор здравје и само кратко да ве прашам, вино практикувате, сигурно го препорачувате. Па еве прилика да му го честитам денот на винарите. Да, за влюбените ќе се навратиме подоцна. Убаво да се чувствувате, ви посакувам, а вие почитувани гледачи открите зошто виното треба да се практикува не само денеска на денот на заљубените или влюбените и денот на лозарите, туку во текот на целата година. Грозието е многу вкусно и здраво овошје. Освен што освежува, тоа се користи како природен лек за чистење на крвта, регулирање на варењето на храната, отстранување на масните наслаги од телото, лекување на воспалителни процеси, како и за ублажување на ревматските тешкоти и кожните алергии. Грозието најдобро делува наутро и е одличен појаток кој го храни и чисти организмот. Богато е со витамини А, Б и С и со разни минерали. Важен извор е на биофлавоноиди, кои го штитат организмот од штетното влијание на слободните радикали. Неговите семки содржат протеини и желудникот лесно ги вари. Второто име на грозието е еликсир на младоста, зашто во себе содржи 20 антиоксиданси кои ги спречуваат болестите и го одложуваат или успоруваат старењето. Еден од нив е ресвератровот, кој е чистач на артериите и вените. Воедно, тоа е една од 5 природни состојки на најдобриот антиоксиданс Г132 плюс натурал. Се запознавте сите вие со придобивките на виното, а она што денеска треба да се запознаеме или поточно да ве анимираме е темата брачна неплодност, која што денеска ќе ви ја доближи и на вас, специјално ќе ви ја објасни специјалист доктор Таше Трпчевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и воедно субспецијалист за стерилитет и инфертилитет. Докторе, рековте за влюбените нешто сакате или да им пренесете една порака на почеток? На почеток веднаш
во улога на водител. Да, повелете. Да ги информирам гледачите дека и во наредните четвртоци ќе се дружиме за многу интересни теми од областа на гинекологијата и акушерството, теми кои што ги презентирам јас и моите колеги, се она што работиме во нашата болница, се она што е актуелно, се она што значи модерно и современо. Морам да ви кажам дека после минатиот четврток, после емисијата, имаше доста јавување на наша адреса и сакам да кажам дека вашата емисија е доста гледана. Меѓутоа, ќе биде уште погледана, бидејќи обработуваме една проблематика која што е мощне значења во животот на човекот. Ја обработуваме темата за неплодност, која што од многу аспекти на животот е значења и постои од кога и постоел човекот. Всушност, она што е битно за еден брачен пар, односно не мора брачен, пар кој што е во врска или постои љубов меѓу двајца партнери, секогаш како плод на таа врска или на таа љубов би требало да се очекува да се добие дете. Значи, во таа прилика, на сите оние кои што се денеска заљубени, имаат искрена врска, им посакувам да имаат во иднина да добијат дете. Значи, оваа прилика ја користам и да им го честитам денот на заљубените. Практично да добијат плод или потомство, или круна на нивната врска, како што рековте. Навраќајќи се на темата брачната неплодност која ќе се спомене, вие рековте актуелен проблем што се повеќе добива во динамика за жал, но сепак околностите се тие, мораме аспектите и придобивките на медицината да ги практикуваме и секако вие да ги применувате за да се добие плодност, односно потомок на тие парови. Колкав е процентот практично на тие парови или брачни парови кои што имаат проблем со плодност, односно се неплодни и на што се должи сето тоа? Можноста за забременување кај многу парови, значи кога ќе стапат во врска, можноста за забременување ја сваќаат како готова работа. И сите очекуваат нормално да имаат дете. Меѓутоа не е се така во пракса и во природа. Голем процент, околу 15% од нив, ќе имаат потешкоти со забременување. Јас минатата емисија кажав дека ако во рок од година дена, без употреба на контрацептивни средства, ако кај брачните парови не дојде до зачнување, односно до концепција, тие се крстат како неплодни. Значи не мора брачни, мора да биде партнери кои што биле во врска. Одредување на ова временска граница од 12 месеци денеска се померува, бидејќи жената се повеќе го одложува мајчинството во покасните години, значи и може да биде и 6 месеци, не подлежи под некоја биолошка законитост, и туку под некои слободно прифатени критериуми од кога започнува или се одредува моментот за да се започне испитувањето кај брачните парови. Значи, после година дена или 6 месеци, ако е постара жената, започнуваме со испитувањето. Проценките покажале дека секој седми пар е неплоден. Некои испитувања одат дотаму што покажуваат дека се уште е поголем тој процент на неплодност и во наредното десетилетие се претпоставува дека секој трет пар ќе биде неплоден. Значи тој процент ќе се зголемува рапидно, практично и дупло, повеќе од дупло или повеќе од 100%. Кои се причините што придонесуваат за неплодност? Јас не би сакал сега многу да елаборирам околу причините, бидејќи нашите пациенти имаат прилика да читаат на интернет, имаат доста сознание за неплодноста, како настанува, кои се причините, меѓутоа таксативно само ќе ги набројам. Би кажал дека една од причините се инфекциите. Потоа, доста честа причина се и конгениталните аномалии кај жената. Значи, често пати во пракса се сретнуваме со појавата на конгенитални аномалии на вагината, на матката, на јајниците и така натаму. Меѓутоа, денеска се повеќе на значење добива така нареченото биолошко старење кај жената. Често пати во пракса се сретуваме, многу честа е фреквенцијата на жени кои што во
30-тите години веќе почнуваат да ја губат својата оплодна моќ, се намалува кај нив резервата на јајниците. Зошто е тоа така? Тоа е предмет на поновите испитувања. Дали е во прашање генетски фактор или се во прашање начинот на исхраната или факторите на околината, допрва медицината ќе го каже својот збор. Секако изложеноста на разни хемиски средства, рентген зрачењето и стресот се многу битни фактори кои што придонесуваат за неплодност. Кога се зборува неплодност, конкретно е брачна неплодност која што е денешна наша тема, порано и денес најчесто нели жената се обвинува како причинител или причина за неплодноста, но би рекол дека причините, вие сигурно ќе се согласите, еднакво лежат и кај мажот и кај жената. Се повеќе мажите, за жал, се неплодни денеска. Така е, се согласувам со вас. Значи вака, кога станува збор за неплодност, обично се мисли на неплодност на жената и сите очи се вперени во правецот на жената. Да. Меѓутоа и проблемите на стерилитетот секогаш се гледаат низ призмата на незиното дух и тело. И историски гледано, секогаш жената била предмет на изучување, на прегледи, на гинеколог и така натаму. Значи, историски гледано, кога зборувавме за неплодност, се зборувало за неплодност на жената. Се мислело на жената и незината неплодност. Да, меѓутоа во реалноста не е така. Ефектите се подеднакви, тоа значи дека скоро во подеднаков процент ја застапена неплодноста и кај мажите и кај жените. Се претпоставува дека некаде околу 35% од неплодноста е застапена кај жените и околу 35% кај мажите, 20% е проблемот заеднички и кај 15% причините се непознати или тоа е така наречен стерилитет од непознато потекло. Фактички расте уделот на машкиот стерилитет се повеќе, а работите некако се вртат меѓу жената и гинекологот. Фактички жената е таа која што често го посетува гинекологот, а машкото, односно мажот, партнерот, иди на преглед повремено или индиректно е вклучен, често пати во пракса имаме примери кога на паровите им кажуваме дека треба прво да се испита машкото, да се направи основниот преглед спермограм, мажите не доаѓаат, па индиректно ни носат од дома семен материјал. Фактички, можноста за да се добие дете, процентот на можноста зависи од оплодниот потенцијал на двата партнери. Значи, доколку оплодниот потенцијал на едниот партнер е добар, тогаш и на двата партнери е добар, тогаш и можноста за оплодување е поголема. Така во пракса, често пати, значи, во пракса се соочуваме со многу фертилни парови, значи партнери. Потоа имаме категорија на субфертилни парови, односно партнери и партнери афертилни. Значи, кога ќе настани комбинација или вкрстување во зависност кој со кого се вкрстат, фертилни со фертилни, тогаш не доаѓа во прашање плодноста. Меѓутоа имаме случаеви кога ќе се спојат фертилен и субфертилен партнер, тогаш со мало лечење се доаѓа до соодветен резултат. Потешко оди кога ќе се спојат субфертилен со субфертилен партнер или афертилен со субфертилен партнер, тогаш медицината го кажува својот последен збор, тоа се примена на методите на инвитро оплодување или другите методи на асистирана хумана репродукција. И секогаш кога зборуваме за еден пар, треба да се зборува за одредена биолошка целина. Значи, треба да зборуваме како единица. Да. Никогаш не треба да двоиме машки од женски стерилитет. Само дидактички и научно-диагностички цели, посебно ги делиме и тераписки цели. Нормално, посебно ги делиме на машки и женски стерилитет. Генерално, кога се зборува, треба да се зборува за неплодност. Често пати пациентите кои што доаѓаат кај нас во нашата болница и верувам и на други места, во
текот на нивното испитување, кога треба ние да ги откриеме причините за неплодноста, например, еве прво го елиминираме мажот, правиме спермограм и чувствуваме дека ако мажот има добар спермограм, тој се осеќа некако горд и весел затоа што тој се елиминира како виновник по знак наводници за неплодноста. Или причинител, или обратно и жената ако се елиминира како виновник. Значи тоа е погрешно сваќање. Проблемот, последицата останува иста, без разлика кој е виновникот. Затоа кога зборувам за неплодност, генерално треба да се зборува за неплодност без да се издвои кој е причинител, мажот или жената, бидејќи последицата е иста. Неможност за добивање на дете. Јас само би се надоврзал на ова ваше искажување дека не само жената и мажот, односно двајцата партнери, туку би рекол и целата фамилија ги засега неплодноста, односно добивањето позитивен исход. Плод за Така е. Значи неплодноста е субјект од светски интерес. Меѓутоа неплодноста е проблем, точно така е проблем и за најблиското окружување. Значи не само за парот, туку и најблиското окружување. И токму затоа мислам дека гледаноста на емисијата ќе биде уште поголема, бидејќи обработува ова проблематика и ако некој во овај момент од најблиските, од фамилијата ја гледа ова емисија, ќе се јави кај оние кои што се засегнати да им каже да гледат ова емисија. Практично дека постои решение и она што многу поважно е, би рекол, на мажите повторно ќе се навратиме, нивното репродуктивно здравје треба редовно да го испитуваат, рековте спермограм да направат, за да се елиминира или ако има одреден проблем, за да навремено тој се лечи и третира, бидејќи споменавте дури 40% од мажите имаат проблем со плодност, односно се неплодни. Така е, значи огромен е процентот на машкиот стерилитет. Оние балкански стереотипи сигурно треба да се отфрлат конечно, реално да се гледа на ситуацијата и жената да не се обвинува, како што рековте. Ова е сега посебен проблем кој што може... Или како темова може да го елаборирате посебно. Може да се елаборира, апсолутно. Значи, кога станува за машката неплодност, отпорот кај мажите е доста голем, некогаш тие и не се помируваат со испитувањата, некогаш и не признаваат дека го имаат тој проблем и не сакат да ги слушнат резултатите или не доаѓаат воопшто на преглед. Она што кажав, индиректно носат само семенски материјал, а има дел од нив кои што и не сакат да дадат семенски материјал. Овој од пракса го зборувате практично. Нормално се случува. Да, меѓутоа за среќа таквите случаеви се доста ретки во однос на вкупниот број на примери на брачен стерилитет заради машка неплодност. Се смета дека последниве 30 години дојде до драматичен пат на квалитетот на машкото семе. Се чини дека машкото односно мажот ја плати скапата цена за начинот, современиот начин на живење, начинот на исхрана. Успехот на работа по секоја цена да се успее. Стресот кој што се доживува на работа, меѓучовечките односи, начинот на исхраната, седентарниот начин на живење, нон-стоп седење покрај компјутер, сето тоа придонесува да неповолно се влијае или штетно влијае на сперматозоидите, бидејќи во организмот на мажот семето, односно спермата е најосетливата клетка. Таа е подложена на стална делба, раст и развој. И сите овие горе наведени фактори фактички ќе придонесат до оштетување на семето. Во пракса, фактички погрешна представа е кај мажите, способноста за оплодување мажите често пати ја поистоветуваат со сексуалната функција. Па затоа неможноста да се добие бременост, кога имат неможност да се добие бременост, тие се чувствуваат за сексуално неспособни, што е многу голема грешка. И можеби и од таа причина голем дел од нив избегнуваат да дојдат на лекар. Или отворено да зборуваат за проблемот. И отворено да зборуваат. Па уште дополнително фактот што треба да дојдат на гинеколог, сето тоа ќе доприносе да не се чувствуваат многу добро кога ќе дојдат кај нас и уште ако додадеме и проблемот со терапијата, која што биде да
може да биде, значи која што би требало да биде придружена со прегледи од страна на андролог, уролог, гинеколог и така натаму. Сето тоа го затвора тој круг на она што би рекло потенцијално за мажот е страмот за да дојде да се појави кај нас на преглед. Да, би сакал почитуваните гледачи да ги потсетам. Вие го следите новото издание на Фактор здравје во живо на Алфа телевизија. Секако и вие сте добре дојдени на 2600-373, но претходно јас сакам уште еднаш да напоменам дека денешната тема која што ја обработуваме е брачна неплодност со доктор Таше Трпчевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и воедно субспецијалист за стерилитет и инфертилитет од приватната болница Плодност од Битола. А кога ја спомнуваме оваа болница, тие се достапни на 047 208 880 и 208 881 и можете да посетите нивната интернет страница која е многу богата со содржини и секојдневно се ажурира www.plodnost.com.mk. Вие, докторе, во вашата болница во Плодност, покрај конзервативното лекување на неплодноста со лекови, ги имате и они асистирани хумани репродукции, практично споменатите инсеминација, инвитро, фертилизација. За среќа денеска, значи покрај конзервативната терапија, која што неплодните парови ја добиваат кај матичните лекари, ние применуваме и посовремени методи покрај значи хируршките методи, значи покрај конзервативната терапија применуваме и хируршки методи. Тоа е лекување на брачната неплодност со решавање на проблеми преку со ендоскопска хирургија, примена на лапароскопија и хистероскопија. Тоа ќе биде и предмет тема за разговор во идната емисија. Значи, применуваме и методи за решавање на машката и женската неплодност, на инвитро фертилизација или други методи на асистирана хумана репродукција, како што е инсеминацијата. Да. Имаме гледач на линија, може ли да го слушнеме? Со нетрпение, предпоставам, некој не чека. Добар ден за вас. Добар ден. Од каде се јавувате, господјо? Добре дојде, ви посакувам. Исто така и ви посакувам среќен празник и на сите гледачи и Нели Свети Трифун, нека е светен и Свети Валентајн. Да, двата празника денес ги славиме. Така. Да, повелете со прашање. Јас сум пациент од Куманово на доктор Таше и да кажам стален пациент. Сакам да кажам за моето искуство и пофални зборови за доктор Таше и целиот тим во болницата Плодност. Добро. И воедно, нели, да им помогнам на некој начин доколку можем на сите оние што талкаат во лавиринтот наречен стерилитет, бидејќи после 7 годишно талкање во тој лавиринт и предходни испитувања во Скопје, патот ме однесе во Битола и мислам дека тоа е вистинскиот и прав пат, кога ќе стигнете до целта, знаете што сте поминале и дека камо среќа да го знаев тој пат порано. Бидејќи од прв пат со Битола го добив мојот син во болница Плодност и сега после 3 години повторно втор пат тајас и витро и сега сум во бременост носам двојка. Да, благодарам господјо. Можам да кажам дека начинот на работа на доктор Таше, неговата професионалност, одговорност, искреност влеваат голема доверба, што е многу важно за целиот процес. Затоа што кога верувате нели во нешто што и се реализира. Голем поздрав до докторот, до вас и до сите оние што проблем, верувајте дека тоа е единственото решение. Тоа што природата не го може доктор Таше. И нормално дали имате чувство сега кога со современиот изглед на болницата и колку што е опремена, имате чувство дека сте нели во Белгија, не во Македонија. Така да мислам дека ова емисија треба да добие пошироки димензии. Исто така многу од како што кажа докторот, многу од оние кои што го имаат проблемот на стерилитет, не сакат или немаат можност да бидат информирани или да зборуваат за тој проблем, а секако што повеќе бидат информациите достапни до сите оние кои што сакале да го решат тој проблем. Да. Затоа и Фактор здравје постои, господјо. Да, и мислам дека ви благодарам многу. Е одлично, така да.
и посакувам среќа на сите останати. Да, среќни празници и на вас, двата датума денеска. Докторе, предпоставам, коментар не е потребен. Се кажа гледачката почитувана од Куманова. Така се согласувам, значи вака. Само сакам да ве прашам како на доврзување ќе одговорите и да поврзете со причинител годините, практично, колку тие влијаат на неплодноста и дали влијаат. Значи, нормално убаво доаѓаат овие коментари, поготово од успешно реализирана бременост, еве гледате по толку години талкање. После толку години нормално и по втор пат оваа жена е бремена. Меѓутоа сакам да кажам дека ние не сме Бог Господ, дека во Македонија има и други институции кои што успешно работат, морам да ги пофалам и Систина и Ремедика. Тука сме компарабилни со резултатите, меѓутоа секој со својот проблем, некоја од пациентките нашла среќа кај нас, некоја што не успеала кај нас нашла среќа во другите болници. Фактички нивото на центрите, овие три релевантни центри, овие два и нашиот кој што ги набројав, е толку многу висока да ние во Македонија можеме да се гордееме за успешниот и современ третман на брачната неплодност. Јас од моја пракса можам да ви кажам дека не сум успеал да излечам ни една пациентка која што не верувала во мене, односно во нас, меѓутоа и дека не сум добил бременности таму каде што сум се надевал. Меѓутоа сум имал и бременности таму каде што воопшто не сум се надевал. Оттаму и препорака на сите пациентки да не се откажуваат, да одат во релевантни институции каде што се лечи брачната неплодност, за да се скратат нивните маки, како што кажа пациентките, тој лавиринт на испитување и влегување од врата и талкање во врата. Да, уште еден гледач не чека на линија, за годините ќе одговорите малку подоцна. Приоритет му даваме на гледачот. Добар ден. Добар ден. Уште една господја, добре дојде и вам, ви посакувам во Фактор здравје. Повелете со прашање. Најпрвен поздрав до докторот и до вас. Среќен празник на сите што го слават. Благодариме. Сакам да го прашам докторот. Јас сум во брак скоро 3 години и нивни пациенти сме. Се утврди проблем кај сопругот и ги зедат чинјата да ги пија Прохет Плюс, препишани од докторот. И сакам да го прашам дали овие чинја делуваат после 72 дена и дали до тогаш може да се очекува бременост. Благодарам за прашањето. Значи, еден од начините за лечење е конзервативното лечење. Веќе споменатото. Да, конзервативно лечење. Обично му даваме шанси за конзервативно лечење на помлади брачни парови или кај партнери кои што имаат послаб спермограм, меѓутоа треба да ги задоволови, тој спермограм треба да ги задоволи критериумите за конзервативно лечење. Значи, кога му сум препорачал ваков лек, тоа значи дека може да се подобри оплодниот потенцијал на машкото. Значи, не сум препорачал некој од другите методи како што е инвитро фертилизацијата, бидејќи има критериум за лечење конзервативно, значи со конзервативен пристап. За една сперматогенеза потребно се 72 дена, значи една лоза да се створи на сперматозоиди. Може би пациентката ќе биде бремена, може би не е само таа причината. Значи се работи за фактор здравје и фактор време. Сигурно задоволна гледачката и само за крај ве праша во однос на годините, кратко да им одговориме на гледачите. Колку тие влијаат, односно не влијаат на брачната неплодност? Многу битни за оплодниот потенцијал за репродуктивната способност на жената и мажот се годините. После 35-та година опаѓа репродуктивната способност кај жената. Тој пат е уште побрз после 38-та година, а после 40-та жените се потешко забременуваат. Додека кај мажите, како што кажа, сперматогенезата трае 72 дена и може да се одржи до касните 80 години. Меѓутоа, оплодниот потенцијал кај мажот опаѓа после 55-та година.
Меѓутоа, факт е дека денес е светски тренд да жените остануваат бремени во покасните години. Така во Америка направена една студија во која што во 38-та и 39-та година се удвостоочил процентот на бременост кај жените кои што сакат да бидат мајки во покасните години. Фактички одложувањето на мајчинството, зголемената преваленца на разводот и повторниот брак довеле да жената стане мајка во покасните години. Всушност, ова група на пациентки, евалуацијата и лечењето на оваа група пациентки за мене се вистински предизвик. Ако судбината може би или препуштањето на судбината порано најчесто била како решение за оние неплодни брачни парови или партнери, денеска современата медицина е на помош и постојат сите оние аспекти на асистираната хумана репродукција за која што ќе зборуваме веќе следниот четврток откривте. За оваа емисија јас ви благодарам срдечно, ви посакувам среќен пат до Битола, знам дека патувате вечерва и што ви нуди вечерва. Дали имате работа или опуштање во домашна атмосфера? Индискретен ќе бидам, морам тоа да ви кажам. Затоа ве прашам. Ме чека друштвото во Битола вечерва, имаме некоја заедничка прослава. Ние другарите обично се собираме на овој ден и прославуваме. Инаку да најавам за наредна содржина, за наредниот четврток, решавање на проблемите на неплодноста и примена на ендоскопската хирургија во гинекологијата. Мој колега ќе биде гостин во наредната емисија. Ви благодарам уште еднаш, доктор Трпчевски, и се загледаме во некоја следна емисија на Фактор здравје. Уште еднаш поздрави до вашите ценети колеги, вашата фамилија и убава вечер ви посакувам вечерова да имате. А на вас, почитувани гледачи, срдечно ви благодарам за вашето ценето внимание. Зборувајќи за болницата Плодност, можете да ги најдете на 047 208 880 или 047 208 881. Со представници и стручен тим од оваа болница ќе се дружиме веќе следниот четврток, а со вас утре повторно во 16 часот и 40 минути во живо на Алфа. До тогаш пријатно и имајте прекрасна оваа вечер. Пријатно.